Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за мисијата на Црвениот крст. Како функционира ова организација во кризни ситуации, но и во немили настани и големи трагедии, а поводот е големата трагедија и пожарот во дискотеката во Кочани. Меѓутоа ќе ги офатиме сите останати хумани аспекти на организацијата. Со мене во студиото е Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвениот крст на град Скопје. Сузана, добар ден, бидејќи се познаваме подолго време и соработуваме, ќе во словувам како Сузана. Може. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Благодарам, Александар, навистина е секогаш големо задоволство заедно со вас да споделиме информации кои што гледачите на сите телевизија треба да ги знаат. Се со цел да бидат добро информирани за тоа како делуваме во случај на кризни ситуации и како делуваме кога во некои настани треба Црвениот крст комплетно да ја вклучи целокупната своја моќ, човечките потенцијали, опремата, искуството во реагирање во такви кризни состојби, така да навистина сметам дека е добро денеска да говориме за тоа. Да, кога се подготвував за емисијата, во концептот ми најде информација дека минатата година или предминатата година гостувавме токму заради хуманитарната помош за Турција која беше погодена. Тоа е навистина една исто катастрофална, трагична ситуација. Меѓутоа имавме немил настан и пред околу 15-16 дена и кај нас. Како реагира организацијата, односно Црвениот крст при вакви ситуации? Еве, хронолошки, кога дознавте и како веднаш почнавте да постапувате и да помагате? Пред се сакам да истакнам дека многу е полесно, сега во наводници полесно, да се реагира и да се интервенира кога зборуваме за некои катастрофи кои се случуваат надвор од нашата држава. Секако и тоа е трагично и тоа е жално и секако ние ги ставаме сите ресурси на располагање за да можеме да помогнеме. Меѓутоа кога тоа се случува во сопствената држава, тоа е уште потрагично заради тоа што тука ние сме веќе и емотивни, и поврзани со луѓето, близко се случува тоа до нас, ние сме мала држава. Значи на 16 март многу рано дознавме ние за сето тоа, бидејќи бевме информирани од страна на Министерството за внатрешни работи, така да веднаш излеговме на терен, негде околу 6 часот веќе бевме во Кочани за да дадеме поддршка на општинската организација на Црвен крст Кочани, тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст на град Скопје, веќе беше присутен на терен и заедно со волонтерите во Црвениот крст на Кочани навистина сакам посебно да им се заблагодарам кои што реагираа исто така многу брзо, заедно со тимовите од Скопје, веќе го поставивме оној систем за поддршка на населението кој што веќе почна да доаѓа пред болницата во Кочани и поддршката секако веднаш се направи проценка што е тоа што е потребно на болницата веднаш да се донесе од Скопје во Кочани, така да тогаш ја организиравме за неколку часи првичната поддршка на болницата во Кочани со одредена опрема, инвалидски колички, постелнини, кебиња, перници, се она што и беше потребно на самата болница, а секако тука бевме и да бидеме дел од оној систем на поддршка на семејствата, затоа што навистина беше тоа премногу, беше едноставно да ви кажам најискрено нешто што длабоко во сите нас ќе остане долго време, заради тоа што ние ги познаваме луѓето кои што се таму, исто така голем дел од волонтерите има свои повредени другарчиња, блиски, исто така имавме едно девојче кој што беше прекрасен волонтер во Црвениот крст во Кочани, која што за жал го загуби животот, така да сето тоа влијаеше и на волонтерите за да реагираат. Меѓутоа ние едноставно не зборувавме, едноставно сакавме целокупната енергија да ја насочиме кон луѓето на кои што им беше потребна поддршката. Откако сето тоа тука се организираше и од кога ние заеднички со Министерството за внатрешни работи и противпожарните бригади, сите тие кои што беа вклучени во тој дел, веќе беше многу важно во текот на дента, значи тоа беше недела, да ги отвориме фондот на солидарност, сметката, телефоните за донации, онлайн донациите, веќе да стапиме во контакт со Меѓународниот Црвен крст, да го информираме за тоа се што се случува и веднаш започнеме да го подготвуваме оној итен фонд за поддршка на нашето национално друштво. Така да за многу кратко време успеавме сето тоа да го ставиме во функција и морам да истакнам дека уште во неделата направивме комплетна база на податоци на сите оние ресурси кои што ни беа потребни, значи психолозите, социјалните работници, луѓето кои што ни беа потребни во логистика за да делуваат на терен.
Така, еве го споменавте фондот да се собираат донации, веќе се почната исплатата на семејствата. Колку средства се собрани досега и како ќе оди исплатата веќе првичните исплати чи нам се направени? Да. Значи, заклучно со денешниот ден имаме негде 112 милиони денари. Ова е една од најголемите хуманитарни донации кои што ги имаме во Црвениот крст. Претходно беше донацијата за Турција, тие 1 милион евра што беа собрани. Сега веќе бројката е многу повеќе и што е очекувано, заради тоа што сите ние сакаме да допринесеме. Наши се сограѓани. Да, се луѓето од нашата држава и многу голема благодарност до корпоративниот сектор, до индивидуалните донации, до луѓето, сите оние кои што разбираат што всушност значи да се подаде рака во ваква несреќа. Нормално имаше и луѓе кои што има одредени коментари што сметам дека тоа оставам секој за себе. Да расчистиме Црвениот крст како организација да биде единствениот носител при вакви големи. Јас мислам дека освен Црвениот крст кој што може да го понесе тој терет, во нашата држава не постои толку голема хуманитарна организација која што може и да делува на терен, да излезе со 166 волонтери во време трајање од 4 часа и едноставно да ги организира целиот систем за поддршка. Мислам дека секоја почит за сите невладини организации кои што се наши партнери, меѓутоа во вакви кризни состојби единствено волонтерите на Црвениот крст се обучени да делуваат заради тоа што хуманоста е една работа, а да се делува и да се работи на терен по кризна состојба е комплетно друга работа и за тоа треба да бидеме обучени. Ние многу работиме во тој дел, значи нашите волонтери се комплетно обучени да работат на теренот без емоции, да го дадат максимумот за да не направат хаос од она што сакаме ние да направиме хуманитарна активност, да создадеме хаос на теренот. Мислам дека брзо делувавме и овој пат, како што тоа го направивме и во многу други случаи, како што беше поплавата, како што беше мигрантската криза и слично. Така да како Црвениот крст е тука да работи со другите партнери, меѓутоа мислам дека во кризни состојби сме единствениот носител кој што може на некој начин да биде партнер на државата, што посебно не радува што тоа државата и го препозна и во овој случај, така да заеднички со нив да можеме да го изреализираме сето тоа. Да. Ние имаме таква улога, значи согласно нашиот мандат, ние имаме советодавна улога и сме помагатели на властите. Воопшто не ни е важно кој седи во власта, народот одлучил кој ќе биде тука, кој ќе биде премиер, кој ќе биде пратеник и слично, така да ние работиме со тие луѓе. Како се менува власта, ние работиме со следните, така да тука не постои никаква поврзаност во тој дел, кога ќе се слушнат коментари, сега Црвениот крст со државата и слично. Напротив, сакам денеска да истакнам дека ние имаме советодавна улога во општеството и работиме со сите оние кои што седат во власта и кои што се во тој мандат одредени да ја водат државата. Пред се од хуманитарен или хуман аспект. Споменавте доста голем број на волонтери кои уште од најбрзо време, уште во раните утрински часови, имав можности да видам дел од нив кои беа стационирани на клиничкиот центар, дури тие беа и пред мене стигнати рано наутро, некако беа смирени, значи повлечени на страна, иако имаше стотина членови на семејствата кои очекуваа информација. Поминуваат ли некакви обуки, значи како се поставуваат и како треба да се постават во такви ситуации? Да, како што веќе кажа, ние сето тоа што го направивме како систем во Кучани за поддршка, истото го реплициравме во Штипската болница и истото се случи кога веќе дознавме дека ќе има транспорти од Кучани Штип кон клиничкиот центар во Скопје, што е многу нормално заради тоа што тие се општи болници и имаше доста повредени кои што требаше да бидат во Скопје пренесени. Истото го реплициравме и пред ургентниот центар, пред старата градска болница во центар и 8 септември. Така да имавме тимови на сите локации, заради тоа што сметавме дека треба да бидеме таму. Тоа што го реков пред малку, да, обуката е многу важна. Волонтерите знаат дека треба да бидат смирени, дека нивните чувства мора да ги тргнат на страна, едноставно да делуваат професионално и да го направат тоа максимално смирено и да бидат тука за да може едноставно да не креираат паника. Сето тоа го правиме со подготовката нивна во делот на прва психолошка помош, значи обуки кои што ги правиме во период кога немаме кризи, нели? Тоа е едно перманентно, да кажам, еден перманентен систем на обука. Тоа го правиме преку нашиот центар за ментално здравје и навистина тоа е тоа што го велам.
точно е дека треба да имаме партнери, треба да работиме заедно, меѓутоа треба да имаме и обука, заради тоа што ова не е обична собирна акција, него тука има многу елементи кои што мора да се почитуваат. И јас сакам да се соблагодарам на Министерството за внатрешни работи, на Министерството за здравство, на државата кои што навистина го ставија Црвениот крст да го работи тој елемент кој што беше многу важен за да сите заедно имаме успешна акција. Жално е што сето тоа не можевме никако да го превенираме пред време, да немаме толку загубени млади животи, меѓутоа едноставно мораме како држава, како систем, како луѓе во оваа заедница да си бидеме поддршка едни на други за да можеме сето тоа да го надминеме. Така е. Да бидеме сплотени, тоа е пред се важно. Не сплотуваат на некој начин, дури и хуманоста испливува на површина кај секој еден од нас, кај некој повеќе, кај некој помалку во зависност од нивните можности и моментална состојба, но ми остави впечаток дека и голем број на доброволци и хумани граѓани доаѓа и во текот на целиот ден, дури утредента, и им помага, донира на средства, течности, вода, останат и прехранбени. Како треба да се однесуваме во однос на хуманиот аспект при вакви ситуации? Да, навистина имаше голем одзив од страна на граѓаните, тоа се луѓе кои што имаат голема емпатија во себе и кои што го препознаваат моментот кога треба да прашаат и да дојдат и да донираат. Голема благодарност до рестораните во Скопје кои што навистина ги отворија комплетно своите врати, да кажам на некој начин за сите оние граѓани кои што имаат потреба од напитоци, од оброк, додека чекаа пред болниците да добијат информации за своите мили, најмили од семејството, така да мислам дека исто така индивидуалните донации многу е важно во сите овие, значи ако веќе говориме за вистински систем на организација, е да се почитуваат сите оние пораки кои што ние ги пренесуваме преку вас медиумите. Кога на некој начин ќе се почитуваат тие пораки, тогаш навистина ќе бидеме сплотени, како што пред малку рековме, и помошта ќе стигне на правото место. Така да мислам дека овој пат имавме многу подобра реакција отколку во минатите кризи кои што сме ги имале, заради тоа што мислам дека и граѓаните веќе разбираат дека треба да се почитуваат некои, да кажам, информации кои што доаѓаат до нив преку вас, преку медиумите, и она што велиме како да донирам, како да помогнам. Значи кога велиме дека најдобро е да се свртат телефонските броеви 143-400, да се донираат 100 денари или ако треба и по неколку пати, дека во овој момент потребна ни е финансиска поддршка на семејствата, дека не се потребни други донации, така да тоа е многу важно. Значи или кога ќе кажеме да потребна е храна, конзервирана храна и слично, значи сите тие информации треба да се почитуваат за да бидеме како што треба. Да не се трупаат без потреба залики кога сме веќе кај донациите. Сигурни ли се средствата на граѓаните кои донираат, затоа што многумина се прашуваат или коментираат и по социјалните мрежи, значи дали средствата кои се донираат на сметката и на телефонските броеви на Црвениот крст навистина одат таму за каде се наменети? Јас можам да гарантирам, заради тоа што ние сме организација која што е формирана 1945 година. Сите кризи од тогаш до сега, секогаш се користи тој фонд на солидарност, кој што е формиран по земјотресот, и секако тој фонд на солидарност функционирал во поинаква форма тогаш, во поинаква форма денеска функционира. Јас едноставно можам да кажам дека луѓето кои што пред се корпоративниот сектор кој што донира, нема никакви дилеми во тој дел. Индивидуалните донации преку телефоните одат директно преку телефонските оператори. Тие пари доаѓаат потоа на сметката на фондот на солидарност. Онлайн донациите исто така. Ние транспарентни сме секогаш. Значи секој ден објавуваме колку пари се собрани, секој ден ќе објавуваме колку пари имаме одлив од таа сметка, и на крај ќе има комплетен извештај кои се донаторите, кои се луѓето кои што едноставно донирале и каде и како завршиле тие средства. Да искористам приликата денес дека сме заедно. Првата фаза веќе заврши. Семејствата, односно лицата кои што се лекуваат во странство, тие 116 лица добија веќе една исплата од 150.000 денари. Лицата кои што ги загубија своите семејствата кои што ги загубија своите најмили исто така добија една исплата од 150.000 денари.
денари. Вчера и денес отиде исплатата за семејствата, односно за лицата кои се лекуваат во државата. Тие се негде 68 на број. Мислам дека можеби имаме уште 4-5 кои што треба да ги координираме со Министерството за здравство и веќе од утре почнува втората фаза на исплата. Следната недела ќе излеземе со информација колку средства се одлијани од Фондот на солидарност, по колку пари добија лицата, нели, во зависност од тие три категории ние така ги поделивме, нели, семејствата кои што ги загубија своите најблиски, лицата кои што се лекуваат во странство и лицата кои што останаа во државата. Интенцијата на Црвениот крст кога ќе ги завршиме овие две фази, остатокот од пари кои што ќе останат во Фондот на солидарност во соработка со Министерството за здравство да ги донираме на семејствата, поточно на лицата кои што ќе имаат подолг третман. Значи, ако тој третман трае 1 година, тие лица ќе останат во нашата база на податоци да ги поддржуваме финансиски до крајот на нивното лечење. Така да тоа е многу важно, бидејќи сите на некој начин доживуваат траума, меѓутоа најтешко ќе им биде на оние, негде бројката можеби ќе биде тоа Министерството за здравство, нели, кога ќе направат проценка сите оние специјалисти, доктори, ќе кажат кои се луѓето кои што ќе се лекуваат подолго време. Да, потешките кои беа испратени први на лекување во странските центри. И навистина одлична реакција на Министерството на здравство, на нашите доктори, со користење на ЕУ механизмот за цивилна заштита, заради тоа што многу брзо одлучија со нивните проценки кои луѓе треба веќе да заминат во странство, и тој систем го користат и многу поголеми држави, кои што имаат и многу поголем систем на здравствена заштита, така да честитки до нив од наша страна. Тука ќе ги поканеме и гледачите, почитувани, доколку имате прашање за функционирањето на Црвениот крст, на оваа хуманитарна организација. Пред се може да се јавите на добропознатиот телефон 0231165566. Со мене во студиото е Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвениот крст на град Скопје. Сузана, споменавте дека веќе се исплатени тие 150.000 денари, се тие средства од донаторската сметка од фондот. Да, тука имаше нека забуна цело време, вршува дали владата и слично не. Значи државата излезе со одлука дека ќе се користи само една сметка, тоа е Фондот на солидарност, и тоа е многу добро, заради тоа што во изминатите години, да кажам, кога имавме кризни ситуации, имаше повеќе сметки и тогаш луѓето навистина, нели, некој дарува на сметките што ги отвара министерствата, владата и слично. Овој пат навистина добра одлука, една сметка, сите се тука средства собрани, соработуваме со Министерството за здравство, со владата за списоците, за конкретно за сите детали кои што ни се потребни, навистина побрзо сето тоа да оди. Сакам да кажам дека начинот на кој што постапивме овој пат дополнително, мислам дека ќе ја креира довербата на граѓаните кон системот кога треба да помогнеме во случај на кризна состојба. Сакам да кажам дека ако немаме доверба едни во други, и ако во случајов имаме ситуации кога нормално има граѓани кои што мислат дека сето тоа не е правилно направено и слично, мислам дека е многу погрешно, заради тоа што многу е тешко да се живее кога нешто во себе имаш некое несогласување, не си добро информиран, ги немаш тие информации вистински добиено, многу е тешко да се живее без доверба. Значи, ние мораме да си веруваме едни на други, и кога имаме транспарентност во работењето и кога секој од нас во својот домен ќе си ја заврши работата така како што треба. Да, убаво рековте, на крај може секој да има увид на годината кој донирал и каде се и колку средства се прераспределени, ова во контекст дека линиите остануваат отворени и понатаму, и не мора да биде пречка, иако се доделени првите пари за и понатаму да помагаат граѓаните да донираат и сметките. Така е. Заради тоа што секако ние мора да направиме некој пресек до одредена дата, сето тоа повторно ќе го направиме во соработка со институциите на системот, заради тоа што тие најдобро го следат моментот на тоа каде и како треба, нели, да се делува во лекувањето на луѓето, така да ние ќе се фокусираме сега веќе во една друга фаза, а тоа е на психолошка прва помош, така да веќе од минатиот петок ние сме на терен, 60 психолози заедно со комората за психолозите и со Министерството за образование работиме на терен во училиштата.
го добивме веќе и фондот за итни интервенции од страна на Меѓународниот Црвен крст, каде што 70% од средствата се наменети комплетно за психолошка прва помош. Ние ќе останеме во Окочани, во Пробиштип, во Штип, во Облешево, во тој регион во наредните 6 месеци, заеднички со семејствата да повторно го градиме оној систем на враќање во нормалниот тек. Тешко ќе оди, меѓутоа ние сме тука, ќе едноставно ќе креираме активности согласно потребите, така да има добар и позитивен фидбек од страна на луѓето да бидат со нашите тимови, со психолозите, заради тоа што сметаме дека само на тој начин, кога се зборува, кога се споделува маката, кога се тоа прави со луѓе кои што се стручни за тоа, многу полесно сето тоа може да се помине. Тешко е, не може да се заборави, остава трага во животот, меѓутоа мора на некој начин да се помине и да се продолжи. Животот може би сега звучи сурово дека треба да продолжи, меѓутоа тие семејства имаат и други членови на семејствата, имаат и други деца, имаат членови од семејството кои што затоа се тука стручните лица. Да, тука се психолозите кои што знаат многу добро како треба сето тоа да го прават и мислам дека секој кој што има потреба, можеби во првично време кога е фазата на жалење и соочување со реалноста тоа што им се случило, ќе следи следна фаза кога ќе ја побараат таа помош. Да, се е оставено, дури и стручните лица велат дека оставени, ние сме тука, да знаат дека сме тука, меѓутоа не е етички да се влегува кај нив дома, туку во било кое време да се обратат. Да, можат комплетно да преку Црвениот крст, Кочани, Штип, Пробиштип, Скопје да ги добијат сите информации. И исто така ние веќе почнавме со дебрифинги на нашите волонтери, бидејќи тие беа од 16 до 19-20 март, кога беше најтешко во регионот, кога беше и погребот на 59 лица, така да 166 лица беа присутни и тогаш. Бевме дел од целиот процес на поддршката, па веќе од пред 2 дена започнавме и со тој дебрифинг на нашите волонтери, заради тоа што и тие мора едноставно таа енергија која што ја собра од теренот мора да ја искажат, за да може сето тоа да не влијае на нивното ментално здравје. Така да работиме сега со нив, противпожарните бригади исто така побараа помош. Следни најверојатно ќе бидат Министерството за внатрешни работи, полицијата која што беше на терен. Така да и тука веќе работиме и го правиме тој систем за поддршка. Да ги слушнеме и прашањето од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма сте, повелете. Прво поздрав до сите телевизија. Јас сум родител на едно дете што беше учесник во пожарот. Така. Моето дете беше сега од овие околуштествува сега ме интересира, можда малку звучи мислам безобразно или како да кажам, него бевме во Црвен крст. Тој беше некаде околу 2-3 дена во Карелош наистина. Пред тоа беше пратен во Свети Наум на 16 Сабајле, што прва помош беше пратен, со повреди, имаше повреда на ногата, имаше некој предмет, не знам што. И таму сега му ќе случи малку невкусно, ама не му направи никаков преглед. Го примиле, му санирале раната, го преслушале и после 7-8 сати ти си добар глечко, може да си одиш дома. Во ред го земавме, пресопме во Скопје, пошто имам стан таму, и Сабајле требаше да отидеме да прима тетенус, не знам, да против пробање. Отидовме, го преслуша и пак со брза помош го пратија во Кали на 17. И таму лежеше до 19, некаде 5-6 саат го пуштија по негова иницијатива, пошто детето не може да ја изрази другите гледки што ги гледаш таму во тоа. Се јави во болница, има направено попус, примано на 17 и спуштено на 18.00, што не е тачно. Самиот текст долу пишува пуштен на 19. Се јави во државна болница во Калју, ги прашав едноставно, не знам со кого разговарав, ми кажа дека грешка е направена во пуста листа. Значи тоа да не представува некој проблем евентуално за понатамошно летење, лекување, ако накаде проблем, пошто е пуштен на домашно, пуште по негово барање на домашно лекување. Со тие други препратни таму, Никалација, не знам што таму што е примал, има све пишува. Нема проблем, викам, датава е погрешена, ова,
не е проблем, вика долу пишал до 19 таму. Козева в 19 некој околу 16-17 часот на пладне. Не е битно. И сега во Црвека звамо во Кочени бев за овие средства, пошто доста лица имаат добиено, а и доста лица имаат што биле по... Ми рекоа, колко е точно не знам, најверојатно е точна информацијата, дека и то они што се испод 3 дена биле на лекување, не ги следуват тие 150.000 денари. Сега, колко е тоа релевантно, вистината не знам. Али мислам дека тие донации се пуштени, као што рекоа и премиери, и министри, и мусулмански, сите што кои слегуваат, дека тоа е за секој што е засегнат човек бил таму присутен. Општо е втишено, тој има били дробови, имал некои танки моја. Какви, дали е сега пред се добро вашето дете, дали оди на процес на рехабилитација? Дојде, потоа отиде 2 пати во Жан Митрев на контрола. И моментално е во ред. И моментално си е дома на инхалација. Му дадам некој лекарство таму за инхалација, не знам што става во тоа, тачно не може да ви кажам. Него ме интересираше дали е така. Ќе одговорите, ќе добиете, но доколку имате дополнителни информации, можете да го оставите вашиот телефон во речија, ќе ви сконтактираме после емисијата, да секако и околу таа отпусна листа, дали може да се коригира. Оставете го телефонот кај колегите во речија, ќе се слушнеме по завршување на емисијата, ќе добиете и одговор околу средствата. Пред се сакам да му посакам добро здравје на момчето. Навистина имал среќа во целата таа состојба и ситуација во која што се најдоа другите. Тука ќе има нели такви реакции од страна на граѓани, не сите, има луѓе кои што едноставно сметаат дека да моето дете е добро, нека одат парите таму каде што треба повеќе. Меѓутоа и во случајов значи гледачот треба да го остави бројот и треба да ја однесе документацијата во Црвениот крст Кочани. Тоа е тоа што пред малку го кажав. За 68 лица комплетно имаме информации, значи што треба да правиме, а има дополнителни лица кои што документацијата од пусните писма и целиот систем на лекување што го имале, ја се пријавиле нели во болниците, треба само да ги достават во Црвениот крст Кочани или кај нас во Црвен крст Скопје и тоа ќе биде дополнителна група на граѓани кои што исто така ќе добијат одредена поддршка. Видете, точно е дека сите луѓе кои што сите лица, сите млади луѓе кои што биле на таа забава имаат трауми. Меѓутоа тука биле негде околу 650 луѓе. Сепак најзагрозени се 244 заедно со оние 60 кои што го загубија животот. Не велам дека останатите не треба да имаат поддршка, меѓутоа ние остануваме на терен, како што реков во наредните 6 месеци, што и да треба и во меѓувреме ако на некој му се влошува состојбата, па повторно треба да оди на лекување и слично, затоа остануваме со тој резервен фонд за да ги поддржиме тие семејства. Значи господинот само треба да ги донесе документите, па заеднички ќе провериме во клиниките каде што се лекувало неговото дете, заради тоа што информации до граѓаните клиниката Жан Митрев прегледите кои што ги правеше за лицата кои што беа дел од несреќата во Кочани ги правеше бесплатно, така да и тука луѓето немаат трошоци и тоа исто така и систина, тоа сакав следно да го кажам, значи приватните болници влегоа на некој начин со поддршка. Да, и со транспорт и со сите така да мислам дека сите заедно го направивме тоа најдобро. Сите едноставно ќе бидат сослушани, ќе се видат сите тие документи и никој нема да остане без поддршка ако се процени дека таа поддршка на тоа семејство му е потребна. Меѓутоа повторно мислам дека треба да имаме разбирање за оние млади луѓе кои што во наредните 12 месеци ќе треба да поминат многу тежок период за да можат пред се да си го вратат здравјето, а потоа и да се прифатат самите себе си, бидејќи секако изгорениците оставаат доста големи последици на физичкиот изглед. Не само на физичкиот, но и на душевниот и психичкиот, лузни внатре и надвор, како што се вели. Затоа треба да бидеме хумани. Тоа е тоа што сакам да го потенцирам. Значи, во една криза имаме луѓе кои што се, да кажам, индиректно и директно вклучени. И тука се гледа хуманата димензија, да бидеме да дадеме поддршка на сите, меѓутоа да бидеме до крај со оние на кои што тоа им е најдобро и им е најпотребно и најдобро треба да направиме за нив да можеме да ги вратиме во некој нормален живот на живење.
Сузана, се отвора тука повторно прашањето околу првата помош. Сме имали посебни емисии, значи обуките, колку се важни и зошто се важни, не дај Боже при вакви ситуации, но и при било каква сообраќајна или друга незгода. Тоа што секогаш го зборуваме е дека првата помош спасува живот и тоа се покажа во случајот со и трагичната несреќа во дискотеката во Кочани. Јован, кој што, нели, пред известен период полагал возачки испит и ја поминал првата помош, многу добро знаел како треба да се справи во случај на пожар. Така да мислам дека обуката за прва помош е многу важна. Често пати младите луѓе не се трпеливи кога ќе дојдат да уплатат за да бидат возачи. Значи таа обука за возачи опфаќа се. Така да секој од нас добива еден основен систем на знаење за прва помош. Сите компании кои што исто така вработените нивни согласно законот за работни односи треба да имаат по еден обучен човек до 20 вработени по прва помош. Во иднина се надевам дека тоа нема да го гледаат само како проформа или како нешто како почитување на законот. Како законски на хартија. Него на вистина да се пратат луѓето кои што сакаат да научат прва помош и во такви моменти да направат нешто што ќе ја намали несреќата и трагедијата. И треба и за возачите на 5 години да се обновува, не еднаш на 18 години или на 20, зависи кој како полага. Да, голема свест има кај странските компании. Значи, кај нив, ако завршат едно ниво на обука, за 2 години повторно нивните вработени бараат обновување и освежување на знаењето. Ние како Црвен крст тоа го имаме во системот на обуки за прва помош, значи има основно, напредно и високо ниво на обука и имаме тие освежителни курсеви за обука, така да ете апел до граѓаните, сите кои што сакаат да бидат социјално одговорни личности, да се обратат во Црвениот крст. Ние сме подготвени сето тоа заеднички да го повториме, заеднички да бидеме дел од една одговорна заедница, бидејќи сите од нас кога ќе ги знаат тие основни 4-5 чекори при давање на прва помош, многу повеќе ќе направиме. Ви благодарам за одвоеното време, за информациите кои ги споделивте и пред се за гостувањето во Добриот доктор и се гледаме повторно. Дај Боже за некоја подобра тема, мора да ги споменеме и 80-те години од основањето, да иако беа на 18 март чинам, поради целата оваа трагична ситуација се пролонгира овој период, а навистина заслужува бројката внимание 80 години од формирањето на Црвениот крст на Македонија. Да, благодарам Александар што го спомена тоа, 80 години Црвен крст во Македонија, значи говори за голема организација, искусна организација, милион волонтери, вработени професионалци. Мотото под кое што ние оваа година го одбележуваме нашиот јубилеј е ние гледаме луѓе. Значи Црвениот крст и понатаму ќе остане во заедницата и гледаме луѓе. Ќе видиме тука и за поддршка и за афирмација на сите овие позитивни, пред се хумани работи кои ги правите за подобро општество и за подобро на луѓето, како што рековте, да гледаме сите луѓе, пред се добри луѓе и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а утре ќе говориме за алергии на кожата. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!